Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! За многу години. Православните христијански верници ја дочекаа радосната вест за Христовото воскресение. Стотици граѓани во Скопскиот соборен храм со свеќи во рацете се радуваа на повторната дружба за великденските празници. Сите со маска одржуваа дистанца и ги почитуваа протоколите за заштита од COVID-19. По полноќ, како што налага традицијата, се кршеа со црвени великденски јајца, символот на Христовото воскреснување. Соборниот храм и утрото осамна со верници на великденската богослужба, со која чиноначалствуваше поглаварот на Македонската православна црква господин Стефан. Православните христијански верници ја слават победата на Исус над смртта. Дојдоа во храмовите да запалат свеќе за здравје и мир во домот. За нас Великден значи радост. Исус воскресна, смртта со смрт ја победи. Великден е голем ден, така да се слави во целото православие во Европа. Тој ден ете сега да не се ќе оваа година не се лани така пандемија, вамо таму, меѓутоа ќе го изгураме и тоа. Така да нема многу да се зборува, ова да помине па да тргне работата и да така и сите во сите радост, во сите куќи да има радост. Како го прославувате годинава за разлика од минатата? Како се може? Во епидемијава тоа е да се преживее само. Великден, најголем христијански празник, што би рекли постарите празник на празниците. Празнуваме во кругот на семејството, согласно со условите што се моментално. Што посакувате за вас и вашите најблиски? Прво здравје, среќа, радост, да има мир. Верниците кои се воздржувале од мрсна храна во 7-неделниот пост имаа избор да се причестат од сребрената лажичка, односно да ја примат светата причест, телото Христово и неговата крв. Оние кои се вистински верници веруваат во Бога не може да се заразат од причеста, сметаат од црквата. Бог е за мене светиња, не само за мене, за сите верници. Сега ја употребив причестната на крај. Откако сите се причести, ја употребив. Ако треба утре да се разболам, ја ќе бидам првиот што ќе се разболам. А она што е свето, она што е големо, не може да шири болести. Бог не повикува за да не лечи. Црквата е лечилиште. И Христос самиот рекол, ги повикува грешниците, за да се покајат, за да се исправат, за да тргнат по патот на живот. И ако нешто ми е свето, и нешто што најмногу го сакам, значи повеќе го сакам и од моето семејство, тогаш нема да дозволам никој да го навредува сето тоа. За разлика од минатата пандемиска година, кога без присуство на верници во црквите и храмовите низ Македонија се служеа великденски литургии, годинава немаше полициски час за ноќта на Христовото воскресение. Од вечерва рестрикциите се враќаат на старо. Полициски час од 21 до 5 часот наутро.